Железничката станица во Кочани понатаму останува слепо црево на железничката мрежа во Македонија. Објектот нема да го менува внатрешното и надворешното уредување, затоа што не влезе во плановите на државата за реновирање и модернизирање на 10 такви објекти, што се најавуваше дека ќе се реализира во текот на наредната година. Ке нема ниту реконструкција на железничката пруга до Велес, со што би се овозможил побрз и побезбеден транспорт на патници и стока. Кочанската железничка станица не видела позначено подновување повеќе од 4 децении, а дел од опремата и инсталацијата е уште од поодамна. Заложбите за модернизација на железничкиот транспорт и инфраструктурата, што се најавуваат од ресорното министерство и од јавното претпријатие Македонски железници, ќе ја заобиколат последната станица на делницата што води кон Источна Македонија. Со тоа во прашање се става и можноста до неа да се обраќаат новите возови што е планирано да се набават до година. Така и жителите од овој дел на државата нема да го почувствуваат осовременувањето и модернизирањето на железницата, како и набавката на 6 нови патнички возови, иако тоа се оценува како капитална инвестиција во последните 4 децении. Сметам дека ќе се случи една, би рекол, мала револуција во промената на имиџот на нашата компанија, затоа што мораме да признаеме дека сегашниот имиџ на нашата компанија е малку лош заради средствата кои што ги имаме во изминатите 30-40 години се стари, тешко се одржуваат, многу често се предизвикуваат дефекти на самите средства. Меѓутоа ова ќе значи еден прв чекор во промена на тој имиџ на позитивно и дека тоа ќе значи зголемување на искористувањето на средствата на Македонски железници и транспорт. Според најавите од Министерството за транспорт и врски, до година ќе се реконструираат железничките станици по коридорот 10, вклучувајќи го и кракот кон Битола, додека делницата кон Кочани не е влезена во проектот. Со него целосно ќе се менува водоводната и електричната инсталација, ќе се ставаат системи за противпожарна заштита, ќе се обновуваат крововите, подовите и фасадите, а ќе се инсталираат и уреди за грејење и ладење, додека објектите ќе добијат нови тоалети. Кочанската железничка станица ќе почека подобри времиња.